Почитувани сограѓани, добро вечер. Спремајки се, ми дојде на мисла една песна која што вели: излези момче право на Тараса. Ако беа други услови, ќе го повикав господинот Талевски да излези на Тараса и да му ги опатиме нашите парања. Меѓутоа, господинот Талевски не може да се обрати ниту од оваа Тараса, ниту од неговата Тараса, ниту од било која негова Тараса во неговите станови во Битола. Затоа што Талевски е во притвор. А зошто е во притвор? Сигурно за неговото добро или недобро работење. Може е во притвор затоа што се вмеша во религијата, се вмеша и во паранормалните појави, нарекувајќи го специјалното обвинителство дека се тие вештерките од Иствик и дека тие му спремаат него заговор истиот оној момент кога тој беше аболициран од фикусот, така наречен председател на Република Македонија. Епа, господине Талевски, сега не може да ви помогне ниту гатачката на Груевски, ниту некои Олчо и Попови. Вие сте во притвор, во заслужен притвор и таму да си останете. Зошто е Талевски во притвор? Не е само заради училиштата. Талевски е во притвор за целиот криминал што го има направено. Ние, советниците на Советот на општина Битола, побаравме точка на дневен ред, каде што јасно и гласно да не бидат презентирани сите документи каде што можеме да видиме работењето на општина Битола. Не беше дозволено. Но еден ден порачуваме од тука дека тие книги ќе бидат отворени. На Талевски ќе се види работењето или не работењето. Епа тогаш ќе си ја добија заслужената награда или казна. Талевски во минатите 12 години потроши 250 милиони евра народни пари. Битола, од најградски град во Македонија, го претвори во најголемо село. Живееме на работна беда и сиромаштија, секој ден со еден куп проблеми. Зошто е тоа така? Заради домакинското или заради недомакинското работење на Владимир Талевски. Владимир Талевски воопшто не се грижеше ниту за граѓаните на Битола. Ќе ви кажам само 2-3 работи. Првата, кога ние протестиравме за почист воздух во Битола, Талевски неговите нарекоа дека сме ние животни, дека немаме друга работа, дека се шетаме низ Битола со маски на лицата. Втората работа, каде што Талевски повторно не го заболи уво, е каменоломот кој што се наоѓа во местоста Довледжик, каде што повторно имаме загадување на околината. Талевски тука не се огласи. И една работа која што сите ја забораваме, сакам да ја споменам, на седница на Совет го прашав да ми одговори во мучуриштето во Жабени, каде што го тампонираше просторот за да изгради фабриката Кромберт и Шуберт, стигнаа 100 и повеќе камиони кои што носеа пепел и згура од фени. Тие камиони донесоа тешки метали кои што тешко се растворуваат во почвата и тие преку подземните води доаѓаат во допир со граѓаните и животните кои што ја користат водата во тој дел таму. Меѓутоа, и за тоа не го интересира. Него го интересираше како да направи бизнис делки со провезниците во Битола и за на крајот, после сето тоа кога ќе биде ознанено, да каже дека не бил виновен. Епа не е виновен. Ако не е виновен, нека каже судот. Нека каже специјалното јавно обвинителство, а единствено кој кажа дека не е виновен, тие десетина луѓе кои што застанаа некои околу него да го бранат. Ама не може да се брани нешто што не може да се одбрани. Не може да го одбранат. Криминалот си е криминал. Владимир Талевски ги стави во долг училиштата од околу 2 милиони евра. 2 милиони евра за овој град е скоро еден буџет. Владимир Талевски не направи ништо во своите 3 мандати. Единствено што направи и што треба да им се извини на граѓаните на Битола е тоа што ги лажеше. 3 пати ги излага. Од тие причини и од причините кои што му ги кажа специјалното јавно обвинителство, Владимир Талевски треба да си поднесе оставка. Зошто
Зошто ги излажа битолчани? Затоа што ќе градеше, ќе правеше базени, ќе правеше кружни, ќе правеше нови улици, стадиони и безброј други проекти кои што ги предложи. На неговите изборни програми, во неговата препознатлива насмевка, вете брда и долини, не остваре ништо. Токму заради тоа, почитувам господине градоначалник, знаем дека ова ќе го гледате, да си поднесете неотповиклива оставка. Заради вашето недомаќинско работење, заради тоа што ги излажавте битолчани и од морални причини да си заминете веднаш. Јас на крајот сакам да ви се заблагодарам, на крајот сакам и да ви се поклонам за сите овие денови кои што издржавте на овие протести и на -5, и на 0, и на дожд, и на ветер. И сакам да ги поздравам и оние луѓе таму кои што цело време не обезбедуваат и цело време се со нас. Ви благодарам.